отворена седница на собранието, но вчера рече ќе вклучи опозицијата и дека ќе испратил писмо наскоро. Очекувате ли владата да прифати една ваква седница? Сметаме дека се што треба сега во овој момент да се направи е да се закаже собраниска седница на која што премиерот и владата ќе ги информираат сите парламентарни партии, а со тоа и граѓаните каков е нивниот план натаму за развој на државата и продолжување на евроинтегративниот процес кој што сега е целосно блокиран, односно е еднострано прекинат од премиерот и владата, нешто за што тие немаат никакво право. Тие кажуваат дека имаат некаков план, некаква поддршка од некои земји за тоа да ги подобрат нашите услови во процесот на преговори, меѓутоа ние досега од тоа не видовме ништо, ниту видовме некој обид да се подобри нашата преговарачка позиција, ниту имаме временска рамка кога тоа ќе се случи и затоа е неопходно што побрзо да се случи таа собраниска седница за да владата информира каков е планот за натамошниот тек на тој процес. Нас не ни требаат ниту флоскули, не ни требаат ниту митингашки пораки, ни треба конкретен план во собранието. Премиерот и ВМРО-ДПМН дојдоа на власт со огромни ветувања, дека ќе ја подобрат нашата положба, ќе ја подобрат во тој преговарачки процес, дека ќе обезбедат подобри услови, имајќи предвид дека тоа не се случува, а тие воено го блокираа европскиот интегративен процес, а што не кажаа за време на изборната кампања, доколку тоа не се случи, ќе стане очигледно дека станува збор за една голема лага. Во таа смисла, ние ќе чекаме, ќе видиме како ќе се одвива тој процес, ќе го поддржиме. Ќе ја поддржиме секоја стратегија на владата која што ќе ни обезбеди подобри услови во процесот на преговори. Меѓутоа, нема да служиме за алиби, ниту ќе чекаме и ќе гледаме како тие и понатаму ја манипулираат и ја лажат јавноста и граѓаните. Благодарам.